Здраво, пријатели! Добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на тема за која што у последно време сум многу гласен, а тоа се диетите и тоа е моментот што ние како луѓе имаме денеска на располагање да избереме и што практично е најдобро од се што денеска ни се нуди како информација, од се што денеска ни се нуди како мислење, дали преку медиуми, дали преку пријатели и така натаму, што за нас е најдобро и како да избереме. Оваа тема решив да ја зборувам и да бидам се погласен и погласен затоа што се повеќе и повеќе луѓе гледам како се дават у цело ова лудило на информации и од премногуте информации кои што се пласираат по интернет, по медиуми, кои што кружат меѓу самите луѓе, едноставно понекогаш самите ние не знаеме што е правилно и што е точно да избереме и која диета или начин на исхрана е правилен за нас. Она што сакам веднаш да расчистам и она што ќе ме слушате многу гласно овој период е дека секоја диета или секој начин на исхрана или секое нешто што пред себе има некакво име, не се јаде. Што тоа значи? Нашето тело, кое што е создадено многу одамна и нашата генетика која што е создадена многу одамна, подразбира дека на нашето тело секојдневно му се потребни одреден број на нутриенти. Тука спаѓаат макронутритивните вредности, масти, јаглехидрати и протеини и микронутритивните вредности кои што се витамини, минерали, односно антиоксиданси, се разбира растителни влакна, тука спаѓаат и водата. И тоа е основното гориво за нашето тело, се разбира и воздух. Сега, многу од нас денеска затоа што можеби потпаѓаат под најразлични информации, имаат достапност до најразлични информации, почнуваат да се дават во цело ова лудило. А тоа значи дека некои од нас препознаваат можеби од своето тело дека е интолерантно на можеби некаков производ, од типот нема да јадам млечни производи затоа што сум интолерантен и се подувам. Некои од вас можеби се интолерантни на глутен и ќе речат јас нема да јадам глутен затоа ќе исфрлам глутен и нема да ги јадам овие производи. Некои од вас можеби имаат проблем со обработка на мешункасти плодови, граф, леќа, боранија, можеби со зелка и така натаму, затоа што дигестивниот систем има потешкотија да ги обработува. И поради таквите можеби интолеранции и појави кои што секој од нас ги има на индивидуално ниво секојдневно, многу од нас знаеме да кажеме и да измислиме или да прифатиме одреден начин на исхрана за кој што можеби подоцна ќе го промовираме како најдобар начин на исхрана. Она што сакам секој од вас да го расчисти да му е јасно, на нашето тело секојдневно му се потребни овие макро и микронутритивни вредности. Не постојат рестрикции, не постои нејадење на одреден продукт, односно на група на нутриенти или продукти, не постои исклучување на протеини, на јаглехидрати, на шекери и така натаму, затоа што тоа на долг рок е фатално за вашето тело. Можеби некој од вас според таа интолеранција и според тоа како си го слуша своето тело, може да избере да одреден, нутриент го добива од друго место, од типот ако можеби јас не можам да јадам зелка, тоа не значи дека треба да го исклучам витаминот С. Тоа значи дека само можеби треба да се префрлам кон други извори, на пиперка, на лимон и така натаму. Значи, природата ни дала многу можности да избираме од каде ќе ги снабдуваме нутриентите кои што на нашето тело му се секојдневно потребни. Но тоа не значи дека треба да измислуваме каков начин на исхрана кој што подразбира, кој што ја донел магијата или сега е тоа магичното стапче според кое што ние ќе изгледаме најдобро и ќе се чувствуваме најдобро и така натаму. Супер е што денеска имаме избор, супер е што имаме многу можности и супер е што денешната технологија и информации ни даваат да навистина се едуцираме во тоа поле, но она што мене лично не ми се допаѓа е тоа што многу луѓе се удавени во тој базен на информации и многу луѓе мислат дека треба да пронајдат нешто кое што е, откритието на човештвото и на 21. век и исхрана која што е конечно нешто што нив ќе им помогне. Не се работи за тоа, туку се работи за континуитет, се работи за секојдневно снабдување на вашето тело со макро, микронутритивна вредност и со вода и тука завршува се. Единствено е нешто што може да експериментирате е тоа од каде ќе ги набавувате тие
макро и микронутритивни вредности, односно кои производи ќе бидат тие кои што на вас најмногу ќе ви прилегаат, на вашиот вкус, на вашето секојдневие, на тоа што се на интолерантни или не сте интолерантни, но повторно ќе кажам, не смеете да дозволите да правите било какви рестрикции, да подлегнувате на најдобрите диети или диети кои што или начини на исхрана кои што пред своето име имаат нешто што можеби е магичното стапче. Сега, за оваа тема имам да зборувам уште 2 дена, но во секој случај тоа тука не ни е дозволено и затоа за секој од вас кој што можеби е затворен во овој круг на стаорци и кој што се мачи константно со можеби некакви диети, начини на исхрана и никако не може да најде што можеби за него најмногу одговара, повторно ќе му кажам дека само исклучиво одговара континуитет на практикување на добри на добри навики, затоа што на светов исклучиво само постојат тие 2 типа на исхрана, односно добра и лоша исхрана. И тука завршува се. И луѓе, ако некој од вас можам некако да му помогнам, слободно нека ми искомуницира во приватна порака или нека го искористи хаштагот и ќе одговорам на сите прашања и се она што ви представува секојдневна мака и убиство за самодовербата, затоа што многу сум свесен колку од вас секојдневно можеби се мачат по ова прашање на изглед, здравје, начин на исхрана и која информација е точна за да ја применат и да ја прифатат, така да ви останувам на располагање и ќе ви бидам благодарен ако ме инспирирате и ме поттикнете да зборувам за одредена тема. За оваа денешна епизода завршувам. Ви посакувам здрави животни навики и убав ден и се гледаме во следното издание. Чао, чао!